Занаети се создадени за да траат колку и времето. Секој чекан кој удрил врз племенитиот метал оставил белек не само на металот, туку и на душата на човекот што го изработил. Ова не е приказ на занакитот како украс. Ова е приказна за еден којунџија. Еден човек кој во светот на калдирмата и правта ја пронашол својата вечност. Во оваа работилница секој алат има глас. Овде времето не тече. Овде се живее во кругот на чеканот, огнот и човечката упорност. И така почна на љубов да ме трга кон знаењето на татко ми. А зошто имаше и разлог? Прво, татко му, Леон, тој беше исто којунџија. Тој е роден во Струга, исто, као и татко ми, ама дуќан држеше во Елбасан. Работа ја спремаше во ова ковчеџето во Струга, во период кој беше одмор, и оне ќе се сортираше во овие фиоките, тој си одеше таму и си имаше дуќан. И умре млад. Остана баба ми со татко ми. Дојде баба ми беше таква жена, оштра малце и културна. Одлука дојде да го земе татко ми на 9 години, 10, да дојде во Битола и да ја купа таа турска куќа. Од тука баба ми најде чаре како и било, го запосли пак на истиот занет на татко му негов, Леон. Го запосли. И тој успеа до постигнување на да може да полага мајстор. Тој полагаше мајстор на 24 година. И ко полага мајстор му го даде и дуќан и да го отвори и да си работи. Сирак да израснеш во Битола, баба ми, значи. Ова што го носеше од Струга, денес размислувам како можеш, тогаш немаше автобуси, како можеш ова да го носи ковчеџето од Струга. А ова е елемент што јас лично го сакам најпоќе. Оти тоа представува као кас. И тоа носеше, како да речем, во дуќанот, кој работев јас, без него не беше дуќанот, не се отвараш без ковчеџето. Материјал на ковчеџето е од дрво. Од што дрво, не знам, не сум стручен. Али шарките што се овие, шарките сите се од седев. Специјален седев изработени, а она подлогата што е на она е од рок. Кај е работено? Што е работено, не знам. Една фиока е најинтересна, има таа околу 3-4, натре така измешани, другите се нормално. По една фиока е. Како што е бележена, по една фиока. Таа средната само е најинтересна. Таа е комплицирана. Секој гердан е сведок на љубовна приказна. Секој прстен ја носи судбината на оној што го носел. Во оваа колекција се втиснати повеќе животи отколку што има зрна злато. Тоа е голема приказна. Тоа е голема. Пенка имаше завршена архитектура. Јас си бев на дуќан. Таа беше љубител на овие стари работи и така со дуќанот и работата се запознаевме. И почнавме заеднички да и береме овие работи. Купи од едно место, купи од друго место и се бере. И во таа блискост на другарство се роди љубов што после се задов. Кога почнавме со Пенка, почнавме да си береме работи. Ние не беревме само пафти и ова накид, беревме и они другите работи. И апелиравме кај луѓето, секој парче македонецот си го биде, си го чува како очи. Оти ние имаме голема стара историја.
Чаршијата молчи, но во тишината се крие сонот. Музеј кој ќе го оживее минатото, ќе го допре секој дете, секој турист и секој занаетчија. Место каде што ќе се слуша чукањето на чеканот како срцето на градот. Тука гледаме и во иднината. Дали може да се дигитализира културното наследство? Занаето на татко ми беше последен мајстор во Македонија и во Битола, можам да речам, што се работеше сават. Сават е една врста емейл. После јас не се нафатив да му работам сават, кога јас почнав да работам, тешка рецепта со кјутјур, со сулфур, топење на оган, на овато, и го ослободив него, јас се зафатив да работам со злато. Бев јас 3 години во друга работилница златарска, татко ми имаше пуштен. Оти тогаш родителите, децата и пуште кај други да работат, да учат занет, не ги чуваја надоки. Оти не беа послушни. Ниту јас можев да научам занет кај татко ми и ме пушташе друго место. И таму научи за златарство. Оти златарството има многу рецепти, има карати, има ова, има лиење, башка, топење, башка, полирање, има се то башка. Во битолска околија, татко ми едини беше познат кујунџија, кој што го сакае сите села го поштова. Оловните калапи, кога дојдов јас во Дуќана да работам кај татко ми, кога најдов, вервете, во било кој друг дуќан во Македонија нема. Кога видов оловни калапи, се чуде. Што е ова? Арнова дека љубовта према старината, јас од секој што ми е сакал, ги собрав сите и ги оставив настрана. За подобри времена, за оно што реков, сакав да направам изложба на стар македонски накиз и стара македонска технологија. И ги клавав настрана. Овие трите, што ги гледате, ако можете да ги видите убо, се вика маткапи. Потеклото и староста не знам. Али ова ми е најголемата слабост што можам да ја сакам. Никош не сум работел со нив, затоа што се толку стари, не знам колку се стари, и многу ги сакам. И има уште една работа, и ова јавано, со ова го чукавме овај сават, да се направи прашина, па да се таква. И она за лиење на злато, сребро, што шипката кит, што ја викаме. Јас имам и едни обетчина од татко ми оставено настрана, не знам кај се. И кај што ги шарал, што му правил за децата, да насел, му правил обетки. Ниту едно парче злато не трае ако го заборавиме мајсторот. Ниту еден алат не зборува ако нема кој да го слуша. Приказната на Климент е приказна за сите нас. Како се сеќаваме на минатото и како го претвораме во иднина.